Добро утро. Денеска се отвара сајмот на книгата, неговото 34-то издание, и по тој повод е наш гостин Бојан Саздов, се разбира, председателот на Асоциацијата на македонски издавачи и главен уредник на издавачкиот центар 3. Добро дојдовте, Бојан. Добро е, најдов. Веќе е све спремно, предпоставувам? Да, 99% е спремен сајмот за отворање. А овој пат возбудата оваа година е уште поголема, бидејќи после овие две пандемиски години кога издавачите беа принудени да ги изложуваат своите дела на отворено, што би се рекло, сега повторно се враќаат натре во просторот на салата Борис Трајковски и се подготвуваат оние вообичаени саемски содржини кои што можеби беа скратени или намалени минатата година и пред минатата и 20-та година. Па можете ли да би кажете колку наши, колку странски издавачи имаме оваа година? Па вака, пред се сретни сме што се враќа саемот на старата локација, односно внатре во салата, како што заслужува, бидејќи саемот како саем, иако во пандемиските години имавме успешни настапи надвор, на отворено, наистина и тие саеми има нека своја посебна димензија. Меѓутоа, внатре саемот треба да се случува во затворено, треба да се случува во сала, за жал се уште се случува во спортска сала, меѓутоа се надеваме дека еден ден ќе се врати во некоја саемска хала. И пред се тоа го кажувам затоа што сите настани покрај книгите, покрај изложеноста на сите издавачи, саемот е познат по своите настани, настаните навистина е потребно да се случуваат внатре, каде што ќе можат да присуствуваат гости, каде што можат да се слушнат и авторите и баш да се одржат, да бидат на посекуваното ниво, што може би малку на дворешните саеми што ги имавме минатите 2 години не беше можно. Колку наши издавачи бројката на издавачи е 60, тотално вкупна бројка е 60, меѓутоа најголемиот дел се од Македонија. Домашни издавачи, да, домашни, има и странски, да, има традиционално доаѓаат од Србија, од годинава има штанд и Турскиот културен центар. И навистина, она што го видов вчера на сајмот, навистина ветува едно убаво издание. Вие вчера бевте да спремате? Да, вчера бевме целиот ден таму. Дали ќе има ковид мерки овој пат? Овој пат не. Значи, на затворено веќе маските не се задолжителни за носење, така што тоа многу ќе олесни и на нас, меѓутоа најмногу и на посетителите кои што ќе уживаат во сајмот непречено и ќе може да останат колку што ќе посакаат внатре. Велите и овие на отворено има свој шарм издание саемски. Меѓутоа, предпоставам дека оваа година очекувате повеќе, бидејќи и меѓу посетителите и оние редовните, а и оние што не одат толку често и секоја година, а некако се чувствува една возбуда дека повторно имаме саемна книга. Да, веројатно и за другите настани така, затоа што навистина сакаме да се вратат работите по старо и се радуваме дека во нашиот дел тоа веќе се случува. Најголема придобивка од саемот натре што ќе можат повторно да се вратат и учениците, организираните посети од школите, кои што го сметаме дека една од поважните аспекти на саемот. Саемот има и таа едукативен аспект кој што важно е да се донесат младите, да ги видат книгите, да го доживеат саемот и потоа да се враќаат секоја година таму. Односно таа релација помеѓу нив како читатели и книгите и издавачите да биде воспоставена од најмала возраст. Зашто јас лично сум го доживал тоа кога сум бил мал и знам колку е тоа важно за секој од нас. Да. Учениците уште од најмали да градат таа навика на одење на саемот, на читање книги, на купување книги. Да, и да доживеат и да видат некој настан, затоа што претпоставам и саемот како саем оваа година е повеќе насочен кон младите, затоа што секако тие се еднината мислам односот кон книгата треба се гради од најмала возраст и издавачите имаат посебни програми кои што ќе ги привлечат додека се таму, не само да ги покажат книгите, меѓутоа и да чујат нешто, да слушнат некоја книга, да се дружат, да имаат некаква интеракција со издавачите, меѓутоа и со писателите. Да. И да научат нешто. Тоа ќе ве прашав која ќе биде главната карактеристика на годинашново издание на саемот, покрај вообичаените промоции, средби со авторите, еве велите младите се во фокусот. Да. Така гласи и официјалната кампања на саемот.
апелот е да се чита, затоа што на тој начин нели се менуваме како луѓе, стануваме подобри луѓе. Учиме работи и безброј други придобивки има самото читање и дружење со книгата и затоа насоката ни е кон помладите да го градиме тоа и апелот нели до секој, до родителите и до сите други кои што можат тоа да го возможат, да го направат тоа, да ги донесат децата, да ги запознаат со книгите, да им ја всадат љубовта кон читањето и тоа е љубов што трае цел живот практично. Добро, кажавме веќе сајмот почнува свеченото отворање е вечерва, меѓутоа тој веќе е наместени се штандовите, издавачите се веќе таму, книгите се предпоставени, како да кажеме. До 9 мај трае сајмот, во кое работно време? Работно време од 10 часот сабајле до 20 часот, со 8 вечер. Сега имаме поскапување на се, па дали имаме и на книгите, односно сакам да ве прашам колкав е процентот на тие намаленија што се популарни всушност на сајмот. Да, па добро, луѓето што доаѓаат, читателите што доаѓаат, секогаш очекуваат дека книгите се на попуст и затоа мислам дека сите јас можам да зборувам нашата издавачка куќа дека тоа го почитуваме и се трудиме да биде максимално. Затоа попустите се од 20 до 70-80% имаме книги кои што ги продаваме и тоа одлични книги кои што ги продаваме по некоја цена од 99 денари. Што ако компарирате со други работи навистина е најевтино од се што можеме да замислиме забава. Да, дури преевтино и ние не сме многу среќни што ете некои од книгите така мора да бидат и така изложени, меѓутоа се е за доброто, мислам се е за да имаме задоволни читатели, да тие што ќе дојдат на сајма да не бидат никако разочарани. Колку чинат влезниците? Влезницата чини 60 денари оваа година, тоа има мало поскапување, меѓутоа сепак е сума која што верам дека може да се дозволи секој да е символична. Претпоставам има студентски намалување, има за ученици, има за групни посети? Една категорија за групни посети и за помладата публика, таа цена е 40 денари. Да. Како некој олеснување за нив. Сега, за овие сајмски денови беше најавено дека има 30 промоции на нови изданија, нови книги. Можете ли да ми кажете повеќе за тоа кои се тие книги, дали повеќе од домашни автори или повеќе од странски автори? Предпоставувам издавачите ги знаат тие размери, дали читателите повеќе се склони кон домашни автори или сакаат повеќе странска литература? Па во најголем дел промоциите што се случуваат на сајмот подразбираат авторот да биде присутен на самата промоција, така што најголемиот дел од промоциите ќе бидат на книги од домашни автори, што и мислам најнормално и најлогично бидејќи така се остварува таа конекција читател со автор. Да, бидејќи покрај ниските цени на книгите за кои што одиме, луѓето сакаат да ги видат авторите, да им се потпишат на нивните книги, можеби да ги слушнат нешто, да зборуваат како ја представуваат својата книга и така натаму. Да, сајмот е важен. Атрактивно, да. Да, сајмот е важен и за самите автори кои што долго време, да не кажам целата година, го чекаат тој момент да се видат со публиката, особено во период на сајмско издание кое што доаѓа после 2 пандемиски години, кога и бројот на промоции беше сериозно намален, односно многу малку промоции се реализира, што значи многу книги чекаат да бидат допрво промовирани. Тоа се од претходните години, претпоставам, од лани преклани. Секој различно се решава, меѓутоа книгата дека не е промовирана, ние сметаме дека се уште е нова. Треба да биде промовирана и треба да биде за неа да се проговори јавно, за да се официализира. Сега кажав, вие сте главен уредник на издавачкиот центар 3, тоа е една стара наша издавачка куќа со завиден број на изданија годишно што ги објавувате, па што има интересно од ваша издавачка куќа? Па имаме доста, оваа година имаме доста македонски новитети.
едно од поинтересните изданија е книгата Нили на Арсова Седумте. Тоа е нејзина втора книга која што ќе биде промовирана во сабота. Елина Арцова, нашата Елина позната Арцова, и да, уметница и планинарка. Да. Така што тоа е една од книгите кои што многу се радуваме. Коста Петров има нова книга. Таа е исто негова прва книга по долго време. Има Кристијан Станковски Бомбакис, тој исто е познат лик од јавната сцена, кој што ќе има промоција на книга. На сајмот се радуваме најмногу кога можеме да ги донесеме авторите. И авторите беше Јана Јовковска оде гостинка. Јана Јовковска, да, која што веќе промовираше книгата, меѓутоа ќе биде и на сајмот. Да, ќе биде на сајмот. Буквално секој ден, секој сајамски ден на нашиот штанд има дел неколку часа посветени на авторите и буквално сите автори кои што се дел од 3 ќе бидат гости, односно ќе бидат таму да ги пречекаат читателите, да посветат книги и преку таа неформална дружба да малку да го збогатат и представувањето. Бојан, вие веќе неколку години претседател сте на Сдруженијето на издавачи од Северна Македонија, или од Македонија, не знам како е официјалниот назив. Дали сметате дека треба нешто да се менува? Дали сметате дека треба може би некои промени да се осовременува некако начинот на кој што се презентираат книгите? Секаде во светот, еве дури и во Франкфурт, еден од најголемите сајми на книга, има она што значи промоција на изданија, но и се осовременува и со технологија и со начин на презентација. Дали сметате дека може тоа и кај нас некои промени да се воведат? Да, токму тоа е едно од работите на кои што ние сме многу посветени во минатите години. Кај нас недостасува, туку има голем простор за развој самиот сајм. Сајмот треба да прирасне во покрај тоа што ќе ги собере, ќе ги обедини издавачите и книгите, ќе ги представи на едно место, треба да биде место за дискусија, место за разговор, место за настани. Односно поголем аспект да се и повеќе време да се посвети на промотивниот дел, односно на културниот аспект на сајмот и на книгите и да понуди на такво и поинтерактивно искуство. Меѓутоа за тоа е потребно и простор, што во моментот го немаме. Навистина имаме една спортска сала која што не е адекватна за ни на бројот на издавачи, ни на просторот на кој што е потребен на секој да се представи. Ту начинот на представување на книги сепак треба да има. Сите имаме кратиме од просторите бидејќи сакаме да не има што повеќе, нели? А големината на салата е фиксна. Секоја година се бориме промотивниот дел да биде ставен по-централно во халата и оваа година е на многу повидливо место, зашто тој што ќе влезе на сајмот и тој промотивен центар кај што се случуваат сите настави треба да биде нешто отворено, нешто како форум кај што секој што движи на сајмот ќе слушне, ќе застане, не мора да дојде специјално за тоа, туку да едноставно се најде како дел од публиката на тој настан. И секогаш може би нешто интересно, верувам дека нешто интересно ќе се најде. Сите такви големи сајми, па дури и во другите области, не само во издаваштвото, и во визуелните уметности, архитектура, ако сакате, се место каде што се среќаваат луѓето што се во фелата, што се вели. Да. Каде што не е само публиката и посетителите да купат книги за поевтина некоја помала цена, туку и да се развива самата дејност. Да, токму тоа е и нашата улога како асоциација. Апелот до сите издавачи да оваа година се посветиме на младата публика, апелот беше да секој да придонесе со некаква интересна содржина во тој дел и на тој начин заедно да градиме приказна за сајмот, затоа што знаеме дека таа приказна треба да се развие, мора сите да бидеме вклучени во тоа. Така што нас ни е потребен простор пред се надеваме дека порано
го имавме Скопскиот сајм, каде што имаше и повеќе простор, беа некако многу побои организирани работи, и тоа сега сме сведени на арената Борис Трајковски, која што се разбира Имате ли пикирано некој простор? Постои ли во Скопје таков простор? Тоа не е наше, ние не можеме, не сме таков тип на организација да ние само би сакале да имаме можност да се представиме на, односно градот да ни подели, држава кој да ни понуди простор каде што може да се представиме. Да. А и кога нема простор, гледате, ние наоѓаме начин да си ги представиме книгите. Да. И минатата година и претходно, мислам, сајмот се одржува во континуитет и немал пречка до сега да се одржи. Ви благодарам многу, ви посакувам успешно издание на сајмот и сите ги поканувам да одат од денеска па до 9 мај да поминат во сајмот на книги, кој што ќе понуди најнови изданија, но и некои книги по помали цени кои што може да секој да си ги дозволи. Благодарам, Бојан, што дојдовте и што одвоивте време на првиот ден на сајмот. Благодарам. А ние продолжуваме понатаму со колегата Ордановски и неговите гости. Останете со утрински брифинг.